Добар ден. Јас сум учителка Пипи. Сите сакаме да си играме со светлина и со сенки. Дали сте знаеле дека и најмалата паричка има своја сенка? А и моето и вашето тело имаат своји сенки кога ќе застанат пред светлина. Но, за тоа како да си играме со сенките и со светлината ќе зборуваме после. Затоа што моето театарче Финерче денес ви подготви убав театар на сенки. Со убав приказна. Денешната приказна се вика Пријателство. А ликовите во неа се Мравката, Цветот и Светулката. И одбрав оваа приказна затоа што и Светулката е иста како и сијаличката. Отлично свети. Вака изгледаат тие во природата. Во цртаните филмови или во нашите сликовници, Мравката, Цветот и Светулката изгледаат еве вака. А за вас, јас денес ќе направим вака. Ова е Мравката, ова е Цветот и ова е Светулката. Пријателство. Ова е Мравката и сонцето. Да започнеме. Мравката дошла до Цветот натоварена со големо зрно пченица. Еве веќе и сонцето почна да се спушта кон запад. Денот веќе завршува. Јас сум вредна мравка, тра-ла-ла-ла-ла. Цветот ја погледнал и рекол: цел ден те гледам како неуморно работиш. Многу си вредна. Но ме чуди како можеш изморена да пееш. Мравката на тоа му одговорила: ние мравките секој ден работиме така. А навечер, кога ќе видиме колку храна сме собрале за взима, се радуваме, пееме и играме. Убав шарен, Цвето, дали ќе ми дозволиш да се качам на твоите венечни ливчиња, малку да се одморам и да гледам како заоѓа сонцето? А Цветот без двумење одговори: во моите венечни ливчиња секогаш има место за вредните. Качи се горе и заедно ќе го гледаме заоѓањето на сонцето. Мравката го оставила тешкиот товар, се спружила на Цветот, а рацете си ги ставила под главата. Колку убава е оваа вечер! Сонцето заоѓа, а целиот запад е обоен со румена боја. Топло е, а ти, мил Цвету, мирисаш прекрасно. Колку убаво мириса. А слушај како само жубори блискиот поток. Цветот пак им се обратил на врапчињата што дживкаат и им рекол: зошто толку дживкате? Потивко, пст! Ве молам потивко, на моите венечни ливчиња заспа мојата вредна пријателка. Потивко, нека се одмори малку, па ќе ја разбудам да си оди дома. И вревата стивнува, а мравката полека се буди и се протега. Леле, ама убаво сум заспала. Веќе се стемнило. Како ли ќе го најдам патот до дома? Помош! Помош! Тогаш поминала од тука Светулката и рекла: добро вечер, пријателке мравке. Што се случило? Каква помош бараш? Мравката и рекла: сакав само малку да се одморам, ама сум заспала. Кога се разбуди, веќе беше темно. А како што знаеш, во темно не можам да си го пронедам патот до дома. Светулката на тоа и одговори: не грижи се, јас ќе ти помогнам. Ке летам пред тебе и со мојата светлина ќе ти го осветлувам патот. Мравката го зела товарот, Светулката светнала и летнала пред неа. Мравката одела, но и рекла: те молам, пријателке, ако може малку пополека да леташ, па не можам да те стигнам. Светулката рекла: заборавив. Јас заборавив дека ти не леташ, туку лазиш. Извини, мравке, ќе летам сосема полека. Така и направи. Светулката летала, а мравката одела по неа. Наеднаш се појавила кукичката на мравките. Мравката тогаш рекла: веќе дојдовме до мојата куќа.
ништо без помошта од пријателот. Светулката малку засрамено рекла. Ох, тоа не е ништо. Мравката и рекла на Светулката, тоа е многу. Пријателството е најголемото богатство. Така е, рекла Светулката. Пријателството е најголемото богатство. Кој има пријатели, не треба да се плаши од ништо. А јас од вечерва те имам тебе. Колку е убаво пријателот да ти биде вреден и работлив. И мравката одговорила, од вечерва и јас сум побогата за уште еден пријател. Сега ти имам тебе и веќе не се плашам дека ќе залутам во мракот. Мравката и Светулката се прегрна и запеа. Фенерчето мое, мравката ја спаси, а сега нас двете пријателство не краси. Тралала, тралала, пријателство не краси. Ете, ова беше приказната за пријателството помеѓу мравката и Светулката, но и цветот. А сега може да играме со сенките и со светлината. Што се ни е потребно за да направиме убави и весели сенки? Потребни ни се сијалица, еден мобилен телефон, светлото од мобилниот телефон, лаптоп или рачна светилка. А потоа, исто како и јас што ги направив мравката, Светулката и цветот, и вие можете да си направите разни животни, инсекти, се што ќе посакате. Затоа ви е потребно ножички, селотейп, цевки, дрвени стапчиња и хартија. И многу е лесно. Одиме понатаму. Потребна ви е кутија, на која што ќе исечете едно просорче. На него ќе поставите продзирна хартија. Тогаш ќе ги исечете ликовите кои што ќе бидат дел од вашата приказна. А доколку немате кутија, не е и тоа страшно. Вака ќе бидат вашите приказни со кутија, а вака ќе бидат без. Ѕидот ќе ви биде вашиот театар. Доволно е само тоа што ќе го исечете да го поставите пред светилките. Погледнете, се што ќе поставите пред светлината, сето тоа ќе можете да го видите на вашиот зид. Еве, и јас за вас направив кукичка, еже со јаболче, сонце, зајаче, па дури можете да си направите и вакви весели чудовишта. Но не застануваме овде со веселите сенки. И исто весели сенки може да направите и со вашите дланки. Доволно е повторно пред светлината да застанете со вашите раце и да направите фигури како што се овие овде, а на ѕидот ќе видите некое животно, некоја птица, некој полжав. Погледнете колку е интересно. Исто така, мама или тато може да го нацртаат вашиот лик по вашата сенка. Доволно е само на ѕидот да ставите еден лист хартија, да застанете вие пред светлината и оп, вашата слика е веќе готова. Јас тоа го направив со некои мои играчки. Ги ставив пред лист хартија и го пуштив мојот мобилен телефон, светлото од него го искористив да ми направи сенка од нив. Ги прецртав. Навистина ми беше интересно. Затоа, сега ве оставам вас. Светилките во рака и истражувајте. Светнете секаде низ вашиот дом. И ќе видите, и вашето столче има сенка. И цвеќето на мама има сенка. А и вие имате сенка. Мафнете, поздравете се, играјте и забавувајте се. Довидување!